33-годишниот американец Майкл Бем е архитект. Само што дипломирав како магистар по архитектура на Државниот универзитет во Монтана. I just graduated from that. Тој пристигна во Украина во јануари 2023 година за да волонтира во добротворната група Помош за Украина. Вели дека и покрај опасностите, семејството и пријателите го поддржуваат. My older brother Мојот постар брат беше во Ирак и Авганистан како лекар во армијата на САД, а мојот помал брат е пожарникар, така што ова е најмалку опасното нешто што го направиле децата на мајка ми. Бем помага во дизајнирање и реновирање на домовите на внатрешно раселените украинци, ги менува прозорците и вратите, поставува водовод и изолација, обновува тушеви и кујни. Работел во областа Тернопил во Украина пред да пристигне овде, мала заедница во регионот Хмелницки. Речиси сите приватни домови овде згрижија внатрешно раселени лица. Направивме се што можевме за да им дадеме личен простор, да се погрижиме да не бидат сместени во студентски домови, во градинки или училишни згради, туку во куќи. Майкл Бем работи со внатрешно раселени украинци како Чичварова. Ми Майклу показал як ми мили. Му покажавме на Майкл како се миеме, како подготвуваме кофи со вода и тенџериња со топла вода. Тој беше згрозен, рече: "Никогаш не би сакал мајка ми да живее во такви услови. Ќе направам се што можам за да ви го подобрам животот." Чичварова и Олена Муравенко пристигна овде од Краматорск во март 2022 година по целосната инвазија на Русија врз Украина. Тогаш бевме среќни што се согласивме на било што. Мислевме дека ќе бидеме месец или два, не повеќе. Се уште сме тука. Тоалетот е надвор, како и тушот, кујната и машината за перење. Ова е четврта куќа што Бем ја поправа во селото. Тој планира да поправи до 10 во регионот Хмелницки. we find the situation that they're living in. Ја анализираме ситуацијата во која живеат. Например, овде тие имаат засолниште, грејење и врати што се заклучуваат. Ним им треба само неколку дополнителни работи за да живеат во убави услови. A few extra things to be living in a nice condition. Оваа куќа во селото Сокил е првата која Майкл сам ја обновил. Претходно добивал помош од локални изведувачи. Финансирањето на проектите е поддржано со донации. Бем вели дека планира да продолжи да волонтира. I grew up very poor. Пораснав многу сиромашно и имаше многу луѓе кои му помагаа на моето семејство. Мислам дека само израснав да го ценам помагањето и да им се помага на луѓето. Бем планира да остане во Украина и по завршувањето на војната, за да помогне во обновата на земјата.